Утре е големиот православен христијански празник Прочка, денот кога искрено треба да се побара, но и да се даде прочка. Но кои за народот се неголемите грешници? А грешници има многу. Кој да почнеш? И политичари, и секој што работи нешто неправилно, има грешници, нема да нема. Политичарите се најгрешници. Политичарите за сиромаштијата ништо не, они си терат по нио, ние гласаме, они си терат по нио. Они взима 100.000, 20 колко, 2.000 евра, ние взимаме 8.000 пензија. Дали граѓаните се подготвени да им дадат прочка, доколку тие од нив искрено ја побараат? Ти се правајдуци, кој ќе простат? Што ќе им простам? Мислам дека на некој ќе им прости, ама на некој никогаш. Ќе му остане до крај, нема да му им прости. Мислам дека така ќе биде. Реално кажувам и така да биде. Колку искреност има во политичарите, па дури и на овој ден е општо познато, но за оние кои оваа убава традиција утре ќе ја почитуваат, свештениците им препорачуваат како да се случува. Инаку празникот Прочка или Велики поклади, меѓу народот познати како проштени поклади, спаѓа во најголемите христијански празници. Обичајот проштевање тргнува од христијанското сваќање за помагање и проштевање меѓу луѓето. Се верува дека на овој ден и небото и земјата се проштаваат, па тоа треба да го сторат и луѓето. Небото, затоа што и погрешило на земјата со громови, мразеви, поројни дождови и слично, бара прошка и луѓето еден од друг бараат прошка за грешките. При тоа секогаш помалиот бара прошка од постариот.